Димитар и прашува што треба да биде прво на менито, дали да го чистам телото од масти или да работам на качување на мускули. Димитар, тука е прво многу важно да знаеш дали си, не знам каде си, дали си на почеток и можеби немаш никаков континуитет до сега во животот воспоставено на вежбање и на правилна исхрана, или можеби си човек кој што веќе е активен и веќе внимава на исхрана. Доколку си почетник, тогаш можеш и двете да ги правиш наеднаш, затоа што се уште доколку особено имаш вишок на килажа, твоето тело има висок калориски капацитет. Тоа значи дека твоето тело бара повеќе калории во текот на денот. И во принцип ти со самото физичко активирање и со самото тоа што ќе внесуваш повеќе калории во текот на денот, можеш да придонесуваш и да ја зголемуваш и да влиеш на мускулната маса, а во исто време и да бројот на масни наслаги го намалуваш. Но доколку си почетник, односно доколку не си почетник и си човек кој што е физички активен и внимавал на исхраната, тогаш треба да избереш едно од двете. Не можеш двете наеднаш да ги правиш. Тоа значи доколку можеби сакаш да зголемуваш и едноставно да изгледаш добро и да ти се гледа мускулната дефиниција, би требало најмногу да удриш акцент на исхраната и можеби високоинтензивни тренинзи кои што ќе ти придонесат за брзо намалување на мастите. Од друга страна, доколку сакаш да ја зголемуваш мускулната маса во телото, без при тоа да продуцираш големи количини на масти, како што тоа обично изгледа во периоди на луѓе кои што сакаат да се билдаат, би требало да избираш малку поквалитетни продукти, почисти меса, да не одиш можеби со премногу калории во текот на денот. Во принцип, ако ти бара телото 3000 калории, да не одиш со 4,5 со 5000 калории, туку да се движиш можеби помеѓу 3 и 3.500 калории, кои што повторно ќе бидат поквалитетни калории. Но сепак, ова прашање не би можел у толку краток период да ти го разглобам. Слободно искомуницираме пак назад и ќе ти помогнам во зависност од тоа која е твојата моментална ситуација.